10 часот и 1 минута, се враќаме во студиото после сите направени Канал 5 коктели. Доколку подоцна ни се вклучувате, еден од нашите гости ни правеше Канал 5 безалкохолни, постни коктели со се што треба да состои еден коктел за да биде навистина здрав и освежителен. Нашите гости гледам дека веќе си ги пијат, дека се задоволни, верче јас и ти сме на работа, после ќе пивнеме. Иако се разбира безалкохолни. Во овој дел од емисијата имаме подготвено некои прашања за вас кои што се поприлично неофицијални. Докторе, повелете. Ајде. Може да го подадете садот малку поинаков утрински предизвик. Да. Така, за Давид нема избор, тоа е тоа. Поред се наредени? Да. Не. Секако ќе ви ги измешаме, така што докторе повелете. Да го слушнат гледачите прашањето, потоа и одговорот. Значи, прашањето е колку време поминуваш на социјалните мрежи и што најчесто преваруваш? Како ви се погоди? Прашање Не можев ни да ме најдам на социјалните мрежи. Сакате да се смениме? Може. Може секако. Значи, интересно е што кога се појави тоа Facebook, нели, Instagram и новите TikTok, социјални LinkedIn, мрежи, се што јас може да некако немав идеја зашто би постирал еве слики мои лични. Мислам дека интимата на секој од нас треба да се сочуваме сами за себе, а интересно па не ми интересира вака лично што некој човек што не го знам, Што постира, што објавува, се извинувам. Да, тоа што се случува битно, како што каже еден мој професор, ќе го слушнеш на телевизија, ќе го видиш, да. На вести или утринска не си. Така да, мојата супруга имаше едно време некој од социјалните мрежи и таа мислам дека се откажа. Нормално ќерките тие имаат, затоа што без тоа не можеш да комуницираш во денешно време. Смета што не сум, затоа што некогаш кога сакам нешто да видам, мора преку ќерките. Вклучувајќи ресторан или кафич, и во странство не можеш да го отвориш ако немаш Facebook или Instagram. Или например колега дава страницата од Facebook, например, или од Instagram. Така, и некогаш ќе ми пратат некој настан, нешто, имам проблем со отварање, затоа што немам социјални мрежи и човек, интелигенција во тоа да се приспособиш, мислам дека ќе треба да се сменам јас за ова, да се апдейтирам со новото време. Со модерното време, да. Господин Димевски, вашето прашање и одговор? Па, интересно прашање, кој е најкомплицираниот рецепт што знаеш да го подготвиш? Имавте време да размислите, повелете. Драгче бара гости за кај неа. Може би ќе изненадите, повелете. Не сум некој човек што премногу се наоѓа во кујна. Наоѓа во кујна. Повеќе сум, да кажеме, за набавки. Добро, поделени за обврски. Меѓутоа, знам да сготвам нешто. Децата се многу среќни кога ќе има таква прилика. Значи, тоа не се многу чести моменти, меѓутоа кога нешто ќе фатаме, добро прифатено. Инаку, кога е лето, тоа е периодот што најмногу го сакам, значи сум меѓу другото и страствен риболовец, па сакам сам да ја уловам храната што ќе ја подготвам. И баш минатата година уловивме заедно со децата неколку прекрасни риби и решивме да ги подготвиме на некој посебен начин, со многу сол, со прилози убави, сето останато. Добро, тоа е убаво. Целиот настан беше спектакуларен, изгледаше спектакуларно и навистина тоа вака е нешто кое што ни остана во сеќавање на сите. Да. Ама најважно од се што ми се погоди зетот, имам еден прекрасен зет што толку убаво готви. Баш па не мора вие да готвите. Инаку е врвен програмер, меѓутоа тако виртуоз кој што ете имам прилика да дел од фамилијата имаме токму и човек што знае да подготви најубави јадења. Да. Браво. Ете баш убаво. Секоја чест. Со љубов која е приготвено, најубаво е се. Највкусно е, секогаш, да. Давид? Според тебе, кој е најголемиот предизвик во работата што го има гостинот до тебе? Прво, поздрав за целиот проект што го најавивте. Не беше наместено прашањето, сами се влечевте, не требаше да го пишете сега. Така. Секако најголем предизвик е тоа што ги мотивира младите да спортуваат. Мислам дека нема нешто подобро од тоа. И секоја чест уште нешто. А дефинитивно и најтешко. Бидејќи споменавме дека нели во последно време младите се помалку спортуваат, па дефинитивно е предизвик да ги инспирирате и да ги поттикнете. А споменавте дека сакате да го одговорите прашањето на докторот што му се падна поврзано. Не, јас се понудив да се сменим. Да се смените, но јас сакам да ви го поставам, еве што вие најчесто преварувате на социјалните мрежи. Па секако околу нашава професија. Да. Нашава професија има доста денес интересни работи, идеи, нови ствари.
Има ли некои познати бармени кои што ги следите? Има доста, има и од Балканов, има и од Надвор. Имаме и ние тука добри бармени. Така е? Да, имаме асоциација на бармени, што дечките се постари генерации, работат со години тука, творат у нашава држава, дел имаат своји локали, бизниси у таа сфера и се доста успешни. Да. Докторе, а вас да ве прашаме како вие се сноѓате во кујна и кој е најкомплицираното јадење кое што вие го подготвувате? Или за тоа е задолжена сопругата? Па сопругата е задолжена. И вие сте за набавки. Се гледа по мене добар дегустатор. И да ви кажам, исто ретко, многу ретко влегувам во кујна. На сите им се фалам дека многу добро знам да правам јувки. Не знам што тоа е доста комплицирано, да. Многу, да. Ако е тоа нешто што е тоа комплицирано што сум направил, еднашка за малата керка бевме на времето во Хамбург и се многу и се допаѓаше чизкейк со боровинки. Тоа е доста комплицирано за вас, верувам. Да, и кога дојдовме тука, запињаше да направиме дома некако чизкейк со боровинки, кај нас боровинките не се толку крупни како во Германија што ги имаат, нели? И со наши македонски од Шар планина, ситни се запнав ќе правам чизкейк. И дали ви се верува, дори сите беа у шок, ми требаше нешто за мелење на тие бисквити за долниот дел. Моите не веруваа зашто немавме таква ситна машина за мелење на бисквити. Испадна поубаво, никогаш никој не јадел, ама тоа е почетничка среќа. Никогаш повторно не пробавте? Не, еднашка пробав да се мешам. Да не го кога растипате жена ми рецептот. правеше туфахи и јас ги остави да вријат јаболката во шербет, ја мислев дека нешто гори. Ги измешав и направив пире. Така да ми се заблагодарија дека доволно е од мене во кујна. Добро. Може да продолжиме со фотографиите. Господин Даниел, ќе започнеме со вашите. Прилично се професионални, малку да дзирнеме во вашата кариера, настрана од спортскиот настан кој што сега го подготвувате. Повелете. Ова е фотографија каде што добивме посебно признание од ова колегата е председател на Европскиот олимписки комитет, господин Спирос Капралос, со кој што сме лични пријатели и бевме организатори на годишното собрание 2022 година, тука во Скопје и по таа пригода ни врачи посебно признание за одлична организација. Да, браво. Многу работи ни се случуваат на спортски план, иако можеби нема доволна промоција за истите. Сега имате можност да споделите се. Ова е последната пресконференција по повод промоција на младинските олимписки игри пред неколку дена. Пред неколку дена, да. Да. Ова е една прекрасна фотографија, баш ми е драго што сте ја избрале. Ова е човекот број 1 во светскиот спорт, Томас Бах, председателот на Меѓународниот олимписки комитет, одличен пријател на Македонија, мој личен пријател, навистина една привилегија да се знае, фантастичен човек, толку каризматичен, толку вистински човек и малку ми е жал што практички неговиот мандат од 12 години токму пред некој месец заврши и сега и понатаму е наш пријател, меѓутоа еве сега неофицијално верувам дека без функција. Имаме договорено годинава да не посети уште еднашка. Да. Одлично. Ова е од последниот Chef de Mission семинар кој што се одржа исто така пред неколку дена, каде што беа гости шефовите на делегации од сите земји кои што ќе дојдат и ова беше еден така тродневен, напорен состанок, меѓутоа со многу продуктивни заклучоци, да. Да, организацијата е навистина многу важна да се покажеме во најдобар свет. Ова исто така, истата конференција која што ова е вториот ден. Добро. Имаме уште нешто од вас? Со истиот господин Томас Бах, кога ја сечевме лента во Олимпискиот центар, каде што е за гледачите кои што не знаат, имаме најсовремена лабораторија за тестирање на спортски перформанси, нешто што е привилегија да се има во целиот регион, никој нема така опремена и комплетирана, бидејќи беше исклучиво донација од Меѓународниот олимписки комитет и специјално поддржана од
од председател Томас Бах со $100,000, навистина беше привилегија што тој изрази желба токму лично да дојде кога ќе ја сечеме лента. Тоа е слика пред 2 години. Да. Убава фотографија. Ова е еден состанок работен. Мислам дека е во Сарајево со легендата на светската атлетика Сергеј Бубка. Сите знаеме кој е најтрофејниот скокач со стап. Иначе во тоа време председател на Украинскиот олимписки комитет и одличен човек. Да, убави фотографии. Ова е професионално. ова е состанок со Европските олимписки комитети, каде што практички под добивањето на овој настан, кој што беше пред 3 години, поздравниот говор каде што се заблагодарувам на честа што ни го доделија токму на Македонија. Ова е повторно од посетата кога сечевме лента, а токму пред лабораторијата е истакната и посебна плакета, каде што е името на Томас Бах како главен донатор на истата. Да. Мислам дека имаме уште една фотографија од вас. Така. Ова е за време на Олимписките игри, имавме кратка, но содржајна средба со Макрон, навистина ме изненади колку беше информиран за Македонија. Значи, се разбира. Просто не очекував дека толку информации ќе размениме за Македонија, навистина привилегија бидејќи е многу едноставен во комуникација. Да. Одлично, ви благодарам многу за сето она кое што го споделивте со нашите гледачи. Ако ни остане уште малку време, откако ќе ги изгледаме другите фотографии, ќе споменеме уште нешто за предстојниот настан. Може да продолжиме со фотографиите на доктор Зоран. Да видиме вие што ни подготвивте и вашите се работни фотографии. Добро. Нешто што не сте го покажале во ниедна друга емисија до сега. Па да. Оваа фотографија од едно мое предавање на форумот за тешка астма во Белград. Ова е форум за кој што ги собира луѓето што работат со тешка астма во овој балкански регион. Беше организиран минатата година во Белград, иначе ги менува локациите. Ние сме придружен дел на тоа, не сме во оригиналниот балкански форум за тешка астма, но ги презентиравме нашите скромни, но како да кажам, многу издржани резултати, бидејќи кога имате мал број на пациенти со тешка астма, можете добро да ги обработите и тоа што сте го виделе кај нив, добро да го презентирате. Да. Кога имате голем број, тешко малку све да пофатите што треба, така да најде на многу добар прием. Оваа фотографија од минатата година, во кое што Сдруженијето на пулмолози на Република Македонија, каде што сум председател, доделуваше благодарници, дипломи, кои што иницијално ги доделува Македонското лекарско друштво на истакнати членови на Сдруженијата кои што се под Македонско лекарско друштво, а фотографија е направена по повод денот на астмата. Оваа година е 6 мај. Ние тоа го обележуваме со стручни излагања и состаноци, но секогаш користиме и прилика вака да им се заблагодариме нашите членови, кои што не сме многу, 86, но не сме и малку, за да им дадеме признание. Ова е фотографија од оваа година, од пред 2-3 недели во Билбао. Ова е состанок на претседателите на здруженијата или делегатите од европските здруженија за алергологија и клиничка имунологија, на кое што ние како здружение сме член. Добро. Ова е дел од предавање кое што го издвоив затоа што редовно како здружение го поддржуваме и учествуваме во работата на Сдруженијето за алергологија и клиничка имунологија, кое што секоја година во месец септември прави конгрес во типот на новини во алергологијата и имунологијата, а ние сме како комплементарни гранки, затоа што и така се вика нашата клиника за пулмологија и алергологија, во делот на алергологијата, тука се мешаме и ние. Така, имаме уште нешто од вас? Сдруженијето на пулмолози на Република Македонија се представува секоја година во рамките на
Европското респираторно здружение конгреси и конгресите на Европската академија за алергологија и клиничка имунологија. Ова е од конгресот на Европското здружение, респираторно здружение, во кое што се присутни моменталните председатели и ините председатели на Европското респираторно здружение. Тука ние имаме штанд на кој што ги презентираме нашите активности. Ова се наши колеги. До мене е сегашниот председател на Полското Здружение за алергологија и клиничка имунологија, другите се колеги од нашата клиника и тука сме представени на Конгресот на Европската академија за алергологија и клиничка имунологија. Има ли Македонија доволно пулмолози? Па, како да ви кажам, не доволно да, но оптимално не. Но има прогрес, тоа значи во 2013 година бевме на дното по процентот на пулмолози на 100.000 жители. Така. На прво место беше нашиот сосед Грција со 10, а ние 1,1. Сега некаде, отприлике, има околу 5 на 100.000, што не е така лошо, но може имаме, да биде и подобро. имаме подобро, околу 50 на имаме субспецијалисти по пулмологија и респираторна алергологија и 20 и нешто млади луѓе кои што се моментално на специализација по пулмологија и алергологија, така да е добра иднина. Ова е од еден семинар за кашлица во Херцег Нови со колегите од регионот. Значи, ова е од Балкански регион, во кој што учествував и ги разменивме искуства. Има колеги од Србија, од Босна, од Хрватска и така натаму. Еве како што вашиот гостин се фалеше дека има контакт со председателот на Меѓународниот олимписки комитет и ова е фотографија за фалење, лично за мене, затоа што за мене професорот Питер Барнс е еден од луѓето кои што мислам се како енциклопедија британика за астма и хронична обструктивна белодробна болест. Мислам дека ги постави научните постулати за имунолошките аспекти на астмата и хронична обструктивна белодробна болест. Така. Имаме уште нешто? Ова е исто наше представување во Европско респираторно здружение со моменталните и идните председатели на Европското респираторно здружение. Добро. Ова е од друг состанок на делегати и председатели на здруженија за алергологија и клиничка имунологија во Минхен. Една оваа фотографија сум посебно горд, зашто презентирав искуства кои што ги имаме за третман на хронично обструктивни белодробни болести во нашата држава, но местото е интересно. Тоа е во Голник, Словенија. Кога дојдов кај млад доктор на клиника за пулмологија и алергологија во Скопје, тоа Голник, кога ќе се кажеше, изгледаше како Хјустон, што беше на времето за кардиохирургија, нели? Да. И тоа беше нешто како цел кога ние ќе станеме Голник. Секако се уште пред нас, нели? Но еве јас доживеав таму нешто да презентирам од нас. Ова е дел кој што нерадо би сакал да го заборавам, но ова е дел од мојата презентација за ковид и хронични респираторни заболувања во Белград и ова е можеби една од моите најсреќни како да кажам конгреси или семинари, бидејќи после тоа затварање за ковид, ова беше првиот момент кога ние можевме да излеземе негдека од земјата и нешто да презентираме, дури во Србија беа во тој период по-слаби мерките него кај нас. И ова е тоа како изгледаше додека бевме во таа епидемија на ковид, во која што особено пулмолозите се вложија на сите фронтови и водевме, како да кажам, борба. Цела зграда беше офатена со пациенти на кои што ние, како да кажам, деноноќно се обидувавме да им помогнеме на луѓето. Да, нека остане тоа зад нас. Да. Ви благодарам многу и вам за споделените фотографии. Продолжуваме со работните фотографии на Давид, кои што изгледаат малку поразлично од оние кои што досега ги гледавме. А, нешто и приватно имаме, се извинувам. Ова приватно нешто. Охрид, најверојатно. Трпејица. Кратко и јасно. Да, тоа е тоа. Често одите таму? Идеме малце по-професионално. Да. Ова е од Коктел Мастер шоуто. Да, што се случуваше зад камерите, бидејќи гледачите секогаш сакаат да знаат што е на кое што не се емитува? Многу дружење, многу интересни ликови,
многу дружба, тоа ќе ми остави највише впечаток. Многу луѓе запознавме. Познанствата, искуствата кои што ги споделувавте, верувам, да. Да, тоа беше најинтересен момент од се. Ова е на Gin Lane фестивал на Скопје Сити Мол горе. Добра. Ова се некои мои приватни коктел кетеринг настани. Иначе и тоа се занимаваме. Да, убаво. Што најчесто бараат да пијате? Па Од, освежителни коктели, освежителни тоа коктели. највише се. Ова е моје бивше работно место у кантина у Девармало. Тоа е надвор летен шанк, отворен. Да. И таа е моја една интересна креација со рум и ликер од кајсија. Интересно. Ова е надпревар 2023, мислам дека, на Швепс. Мислам дека овој ми е прв надпревар на мене. Да. Интересно искуство. Таму не победивте, победивте потоа во 2023. Таму не победивме, да. Таа победа ме донесе тука во Загреб. Ова е 2023 во Загреб финале. Се ова е класичен надпревар. Не беше од овој тип како шоу да се снима све, цела продукција, камери и тоа. И ова исто добро искуство и Добра, да видиме уште нешто. ова е дел од Виски Фест Скопје во Мериот, мислам дека е пред 2 години. Имаше предизвик да се направи варијација на виски саур. Ја направив нешто со сируп од калинка. Набрав калинки кај баба ми у двори, направив еден Најубаво. интересен кордијал од калинка. Да. Ова исто тие некои настани од Бадел. Мислам дека ова нешто беше од за убавина и здравје во парк. Дали некој роден ден. Убав Имате настан. дрес код, гледам секаде сте дотеран па дури во емисијата соодветно. Па да, обично тоа е стилот. Да. Сакаме професионално да изгледа тоа све, така и си ја работиме работата. Така треба. За секоја работа. Да. Ова е исто у Загреб лани, преклани, тоа е 2023. Таму правев еден исто. Тоест требаше истиот коктел да биде у Скопје што беше, само малце изменет. Измодифициран. Да. Ова исто некој настан, мислам, промоција на Кампари и Аперол, нешто имаше од пивар организирано. Ова е пред неколку години. Убав настан исто. Ова е свадба некоја. Во Рагуза. Да. Штом се вака Имате чаште доста наредени работа, гледам. повеќе, да. Па да, има настани, има доста настани, од свадби до родендени. До спортски настани сега До кои што ќе ве спортски ангажирате. Не знам настани, дали да. слушнавте предходно, бидејќи правевте коктели, но спомена господинот дека ќе ве ангажира за Да, спортскиот си направивме настан. муавет. Си направивте муавет, добро, не успеав се да проследам. Се на надевам ќе реклами. соработуваме, да. Да. Договорено е. Така, договорено е. Готово. Си пруживте рака. Ви благодарам многу Ќе вам биде за чест. сето на кое што го споделивте. Имаме уште малку време. Господин Димевски, сакам да ве прашам бидејќи сте председател на Македонскиот олимписки комитет. Што значи ова што ќе ни се случува за македонскиот спорт? Како вие го гледате од ваша перспектива? Што треба да очекуваме во наредните години? Бидејќи ќе се постават дефинитивно високи стандарди. Па нов рестарт, цела една нова генерација од 15 до 18 години да ја представите на најголемата сцена е одлична можност, бидејќи во сите спортови ќе учествуваме, ќе се такмичиме со најдобрите. Да. За да станете на ниво на најдобрите, да стигнете до тоа ниво, мора со нив да се надпреварувате. Тогаш сте го исполниле првиот предуслов на вистина еден ден да станете вие најдобар. Така да цела една генерација на млади деца во сите Да. спортови ќе има шанса да го направат тој рестарт. Мислам дека нас дефинитивно многу ни треба, бидејќи заостануваме позади водечките спортски нации. Ние се уште имаме таа меморија од некогашната Југославија дека сме најдобри, бидејќи на вистина Југославија имаше извонреден спорт. Меѓутоа не е доволно само да имате меморија, треба тоа да го реализирате. Реалностите кажува дека сега сме земја со помалку од 2 милиона жители, која што реално мака мачи со многу екзистенцијални проблеми, Апсолутно. така да Со се и спортот секогаш е огледало на општеството. Не може многу да отскокнува. Ние сме имале звездени моменти кога на вистина сме направиле извонредни успеси,
Меѓутоа, за да тоа стане практика, треба навистина многу вложување. Тоа вложување се исплати, бидејќи на крајот на денот државата бенефитот е многу кратен, како и на позната формула кажува, дека секое вложување во спортот е 1:7. Значи, 1 евро вложено во спортот ви носи бенефит од 7 евра дополнително во разни други заштити. Меѓутоа, тоа е нешто кое што треба континуирано да се прави и тие генерации кои што сега ќе ги видиме, да во годините што следат навистина ја радуваат оваа нација, бидејќи нас ни требаат успеси. Реално успехот е најдобра храна за секој од нас. И потребна ни е позитивна енергија. Така. Да, рековте рестарт, тоа некако најмногу ми се допадна. Да. Имаме уште само 1 минута до самиот крај, па би сакала да ве замолам да споделиме убава мисла за крајот на овој разговор, мисла по која што вие се водите. Докторе? Па да ви кажам, секогаш да го почнувате позитивно денот, да ги оставите грижите позади себе, затоа што ние, барем докторите, гледаме секојдневно што е битно во животот, а како што кажале некои попаметни луѓе од мене, тоа што не може да се купи со пари е ефтино, така да мислиме на своето здравје. Така е, доктор, тоа ќе кажем. Па да. Се разбира, тоа е најважно на крајот од денот. И да водиме сметка преку спорт и други активности, здрав живот, да што помалку имаме секирации, зашто и тие доведуваат до проблеми. Зашто само здрав човек може да дојде до било која цел. Давид, кратка порака од вас? Кратка порака да бидат своји, да бидат позитивни, луѓето, мислам дека нема потреба да глумиме или нешто. Да се правиме нешто што не сме. Па да не се правиме нешто што не сме. Да. Да бидеме своји, да го дадеме максимумот во тоа кое што Така е, го дави, секако резултатите ќе бидат неизбежни. Да. И вашата порака? Па поеќе мото него порака, значи нема откажување. Да. Упорноста е една од најголемите доблести што еден човек може да ги има. Нема цел што не може да остварите доколку бидете доволно упорен и доволно пати се повторите, бидете уште пофокусиран, на крајот верувајте ми, нема шанси да не реализирате тоа што ќе го замислите. Точно. Тука некаде ќе ви се заблагодариме за гостувањето. Се надевам дека ви беше пријатно и дека повторно дека ќе ни дојдете во Здраво Македонија. Не го гостивте. Да. Максимално.